Екипата на Осогово стигна до својот 11-ти сезонски триумф, откако славеше со 2:0 на домашен терен над Големо Коњари. Но овој триумф имаше емотивен момент, бидејќи победата доаѓа на една година од големата трагедија во Кочани, кога на копниот 16 март 2025 година животот го загубија 63 лица во стротниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. Со овој триумф Осогово се изравна на 6-та позиција со новаци со по 36 бодови, а тимот од Кочани продолжува со успешните резултати како потврда на одличната игра која жетварите имаат оваа сезона. Брегалница влезе во победнички ритам, откако во надпар од 20-тото коло на втората лига во Штип ја доби Саса со 3:1, а при тоа останови натаму на -3 бодови од лидерот Охрид, кој со 0:1 славеше над Кожово Гевгелија, а пак Шкендија Рачиново со минимални 1:0 го доби Радовишки Детонит Плачковица. Од фаворитите очекувано Скопје имаше највисок триумф откако ја доби победа во Прилеп со 0:5. Беласица очекувано ја доби Слоговиница со 3:0, а пак Тетек со 2:1 стигна до триумф над Новаци, со што фарите имаат сигурен бараш, а пак Вардар Неготино конечно стигна до триумф откако со 2:1 ја доби Преспа на домашен терен. На самата табела доста густо е во врвот, каде Охрид со 46 бодови е прв, Шкендија Рачинова е втора со 45 бодови, трета Скопје со 44 бодови, а пак Брегалница е четврта со 43 бодови. Тимот на Беласица е пети со 40 бодови, останатите екипи се под 40 бодови, односно Новаци и Осогово го делат шестото место со 36 бодови, Детонит Плачковица е 8 со 35 бодови. Во бараж зоната е Кожов со 29 бодови, Тетек се изби на 10-тото место со 27 бодови, а пак Каменица Саса е на 11-тото место со 24 бодови. Во зоната за директно испаѓање во трета лига нема промени. Вардар Неготино на 12-тото место со 15 бодови, Преспа на 13-тото место со 12 бодови, место подело е Победа кој има 11 бодови. Слоговиница е предпоследна на второлигашката табела со освоени 8 бодови, а на дното е Големо Коњари со 4 бодови.